Мишајќи ја партиската гондола во водите на немирниот експертски канал, груевите венецијанки од Мицковата комисија си се спротиставуваат самите себе си. Тие им опонираат на личните цврсти политички ставови со филозофско објаснување дека не можат да бидат вонвременски. Претпоставувам ја прашуваш професорката Каракамишева. Токму така, да. Во животот ништо не е вечно. Професорката Каракамишева дури е жива. Дури човекот не е вечен. Професорката Каракамишева дури е жива. Нема да се согласи да живее во држава Република Северна Македонија. Претпоставувам ја прашуваш професорката Каракамишева. Токму така, да. И во самата Библија има различни толкувања. Професорката Каракамишева дури е жива. Нема да се согласи ниту да биде граѓанин на Северна Македонија. Значи, во животот нема ништо конечно. Дека навистина нема крај, дока се маркантните ликови на домобранскиот период. Инспирирани од унгарската машкост на нивниот политички идол, тие упорно инсистираат дека токму тоа недостасувало во периодот на 27 април, кога наместо оние што требало да се покажат, биле снесени обични јајца. Како врапчиња таму пеа пуч, 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 наместо да као мажи да земат и да пуч, пуч, пуч и се прават на мајмуни. се разберат со тие пратеници кои што тргнале. Тоа е мајмунска работа. Тие што не сакаат така да се разбираат, почнуваат да кружат над партиското гнездо, барејќи подршка да го продолжат својот политички лет високо во планината. Како особен квалитет во сопствената понуда ги акцентираат навигацијските способности, не баре конкурираат да го управуваат возилото на Google, а не државата. Јас знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. За против кандидатот па веќе почнува изработката на фотороботот, иако кај дел од влијателните јавни личности кои самите биле дел од трката, се надзираат јасни контури за тоа како не треба да изгледа човекот зад кој ќе застане владината коалиција. Вчера, значи, бил селјак некој или провинцијски бирokraт и станува у еден потез, у трет потез председател. Престанете со тоа. Тоа сепак не мора и ништо да значи ако си има предвид искуството, бидејќи дури и тоа што некој го третираше како квалитет, се покажа дискутабилно, особено што за периодот во кој седеше во фотелјата, се навестува дека историјата нема да се занимава со социолошко или општествено политичко толкување, туку тоа ќе биде обврска на една од гранките на биологијата. Тема ќе биде анализа на двата мандата, односно 10 години на председателствувањето на Ѓорги Иванов. Ботаничар ќе викне таму. И на крајот, за растенијата кои треба да се искоренат, ама не само во градот, туку и низ државата. И ден денеска го убедувам, и актуелниот градоначелник, го убедував и претходниот градоначелник, дека вистинските проблеми на градот Скопје се подземја. Нормални услови за живот горе ќе има само ако се копа длабоко за да се среди тоа долу.